Многу празни столчиња во салата на општина Гостивар, каде што се одржува состанок на кризниот штаб за состојбата со коронавирусот. Иако токму овој период Гостивар е еден од најпогодените региони од заразата, голем дел од институциите неколку недели наназад не испраќаат своји представници. Поради тоа не може да се добијат сите информации, како на пример за контролите на лицата со решенија за изолација, за болничките капацитети за пациенти со ковид и друго. Од локалната самоуправа апелираа институциите кои што се дел од кризниот штаб посериозно да ја сватат обврската и да доаѓаат на состаноците. Апелот е сите да дадат придонес во оваа борба со пандемијата, сите институции кои се компетентни за некои делови од справување со пандемијата би требало да се присутни за сите заедно излеземе на крај со ситуацијата во која се наоѓа не само општина Гостивар, него целата држава. Според информациите од кризниот штаб, моментално активно болни на подрачјето се 255 лица, од кои 224 во општина Гостивар, 29 во општина Врапчиште и 2 во Маврово Ростуше. Состојбата останува сериозна, рекоа надлежните, но охрабрува што за една недела има над 100 оздравени пациенти. Ситуацијата е уште сериозна, меѓутоа радува бројот на оздравени пациенти за разлика од минатата недела. Имаме 106 оздравени пациенти. Вториот заклучок останува апелот до граѓаните и до институциите да се придржуваат до мерките како што се носење маска, чување на дистанца, како и пазење на личната и колективната хигиена. Потенцијален ризик за ширење на вирусот има и во гужвите пред банките, кои особено можат да се забележат деновиве. Голем број на граѓани уште од наутро доаѓаат да си ја завршат работата, но сепак остануваат да чекаат пред врата и по час-два, со оглед дека има ограничување колку клиенти смеат да бидат внатре во исто време. Во редиците дистанца не се одржува, а носењето маски не го почитуваат сите. Гужвите се резултат на потребата на граѓаните за отворање на нови трансакциски сметки, откако Евростандард банка отиде под стечај и сметките таму им се блокирани.